Утрински стихови од Библијата. 26 август. Не со крвта на животни, туку преку својата крв. Влезе еднаш за секогаш во светињата на цветињите. И тоа не со крвта на јарци и јунци, туку преку својата крв. И ни прибави вечен откуп. Евреите 9:12. Како Христос по вознесувањето, што се појавил пред Бога, за да ја понуди својата крв како откуп за оние што се покајале, така и свештеникот во секојдневната служба со крвта на жртвата ја прскал светињата за грешникот да добие проштавање. Во големиот суден ден, мртвите ќе станат да примат плата, како што е напишано во книгите, според нивните дела. Тогаш, благодарение на заслугите на Христовата пролеана крв, гревовите на вистинските покајници ќе бидат избришани од небесните книги. Така, светилиштето ќе биде ослободено, односно очистено од записот на гревот. Во символичната предслика, ова големо дело на искупување, односно бришење на гревовите, беше представено преку службите на денот на помирување. Чистењето на земното светилиште, кое се извршуваше со отстранување на гревовите со кои беше онечистено, преку заслугите на крвта на жртвата за грев. Така, со службата вршена во светињата, а подоцна во храмот, народот секој ден бил поучуван на големите вистини во врска со Христовата смрт и со неговата служба. А еднаш годишно, мислите им биле упатувани на завршните настани во големата борба меѓу Христа и сатаната, на конечното чистење на вселената од гревот и грешниците. Христовата смрт за човековото спасение не само што го сторила небото достапно за човекот, туку пред целата вселена го оправдала карактерот на Бога и на неговиот син во нивната постапка со бунтот што го предизвикал сатаната. Така го потврдила вечното постоење и непроменливоста на Божиот закон и ја открила природата на гревот и неговите последици.